ВМРО-ДПМН на неодамна одржаните парламентарни и председателски избори ја доби најголемата поддршка која една партија воопшто ја добила во Велес. Ова е ставот на кандидатите за претеници, градоначалникот и председателот на општинскиот комитет, кои денеска изразија благодарност до сите сограѓани за масовната поддршка на изборите. Би сакал оваа прилика да ја искористам и да ве уверам дека и во следниот период не со помало темпо, туку со многу поголемо темпо, ВМРО-ДПМН и сите своји структури, пред се силниот кадровски и интелектуален потенцијал кој што го има оваа партија во Велес, ќе ги искористи за зголемување на обемот на активности кои што се случуваат во нашиот град. На овие избори имавме разлика негде околу 8600. Благодариме за поддршката, благодариме за укажаната доверба. Таа доверба за нас значи уште поголемо ангажирање и уште поголем напор за решавање на проблемите на граѓаните општина Велес. Градоначалникот Шатиев на денешната пресконференција истакна дека развојот на Велес ќе продолжи со ист интензитет. Се во ова, вели тој, ќе се одвива во соработка со Советот, пратениците, владата на Република Македонија, но и председателот на државата. Продолжуваме да го остваруваме она што го ветивме. Ќе работиме на нови индустријски зони, значи намалување на невработеноста и ќе продолжиме уште со посилно темпо да го реализираме она што го кажавме пред граѓаните, реконструкција на нашиот град Велес, Велес да го створиме место за пристојно живење. Најголемата доверба, најголемата поддршка и најголема одговорност да продолжиме така како што работевме досега, посветено на креирање на политики кои што ќе значат подобрување на стандардот на граѓаните, подобрување на условите за живот, создавање на еден поубав Велес. Според резултатите на парламентарните избори, вкупно 13 кандидати за пратеници од третата изборна единица успеа да обезбедат место во новиот состав на собранието. Сепак, по формирањето на владата од општинскиот комитет на партијата, изразија надеж дека дел од новиот собраниски состав ќе биде и кандидатот Коџабашиев, кој беше на 14-тата позиција на листата. Со тоа, заедно со Димовски, велат од партијата, и понатаму ќе се ангажираат за поубав и поуспешен Велес.